Денеска во срцето на Централниот парк во Ѓорче Петров се одржа 44-тиот општински натпревар во прва помош организиран од Црвениот крст, општинска организација Карпош. На свеченото отворање присуствуваше градоначалникот Александар Стојковски, кој му пати честитки на сите учесници и организатори, нагласувајќи ја важноста на ваквите активности за едукацијата и подготвеноста на младите генерации. Општина Ѓорче Петров и оваа година беше горд домаќин на натпреварот со учество на ученици од основните училишта од општините Ѓорче Петров, Сарај и Карпош. Централниот парк повторно обезбеди одлични услови за организација на овој значаен настан велат од општината. На настанот учествуваа ученици кои демонстрираа одлични знаења, брза реакција и тимска соработка, вредности кои се темел за подобро и побезбедно општество. Општина Ѓорче Петров останува цврсто посветена на поддршката на активности кои промовираат хуманост, знаење и заедништво, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Илинден Александар Ѓоргиевски и оваа година додели решенија на граѓаните кои имаа поднесено барање за добивање еднократна парична помош за купување инвертер клими или соларни панели. Ѓоргиевски им се заблагодари на граѓаните кои учествуваа на јавниот повик и истакна дека оваа година околу 60 на домаќинства добиваат субвенции за клима уреди. Целта е да се стимулираат домаќинствата во општина Илинден за употреба на високоефикасни инвертер клими уреди за затоплување или ладење на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината. Оваа мерка е дел од програмата за финансиска поддршка на целни групи граѓани на општина Илинден за 2025 година. Износот кој го доделува општината како финансиска помош изнесува 50% од сумата за која е купена инвертер климата или соларниот панел, односно до максимум 10.000 денари по производ. Започна асфалтирањето на крак од улицата Петар Манџуков на клучната сообраќајница во Бутел, информираат од оваа општина. Нема запирање кога се работи за доброто и потребите на граѓаните на општина Бутел. Денес започнуваме со асфалтирање на крак на улица Петар Манџуков, односно улицата која ги опфаќа сервисите и една од најфреквентните улици, која е поврзување со главната улица Бутелска, истакна првиот човек на Бутел Дарко Костовски. Оваа улица е со површина од 1000 метри квадратни, должина од 115 метри, а е направена и целосна реконструкција на дел од тротоарите. Поставена е и атмосферска канализација со што се решава проблемот со водата. Повеќе децении оваа значајна сообраќајница воопшто не е реконструирана, што е евидентно од состојбата во која се наоѓаше истата. Граѓаните се оние кои ни ја дадоа довербата. Јас планирам во целост да ја оправдам и да работам во нивен интерес, додаде првиот човек на Бутел Дарко Костовски. На 1 јуни во паркот на франкофонијата во Скопје ќе се одржи 5 фестивал посветен на домашните миленици, одговорното сопствеништво и благосостојбата на животните. Организаторите најавуваат учество на повеќе од 60 професионалци кои ќе ја презентираат својата работа во пет индустријата. Кинолошкиот сојуз прв пат ќе ги представи меѓународните шампиони во неколку раси, нивните карактеристики и титули пропратени со изложба на фотографии и визуелни помагала, а специјалната единица со кучиња при Министерството за внатрешни работи ќе извади и показни вежби и детекција на недозволени средства. Македонската асоциација на стилисти за миленици заедно со учесници од Бугарија и Србија ќе презентира како да се негува крзното на милениците, а ќе биде представен и накид за кучиња. Иновативно јапонско решение за дентална хигиена на миленици, ки има артистички цртежи на милениците во живо. Во рамки на оваа манифестација предвидено е да има ликовно и детско кафче. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно